Почитувани, добар ден. Повторно имаме огромен скандал од страна на власта. Овој пат од страна на законодавниот дом. Талат Џафери, од името на Собранието на Република Македонија, во текот на вчерашниот ден, одби да номинира наблюдувачи кои ќе го следат референдумскиот процес. Власта со оваквите чекори фрла огромна црна сенка врз декларативните заложби за фер и демократско изјаснување на граѓаните на предстојниот референдум. Имено, ДИК согласно закон испрати барање до Собранието на Република Македонија истото да номинира наблюдувачи кои ќе го следат референдумот, зашто пратеничката група на ВМРО ДПМН официјално побара од Џафери да номинира наблюдувачи. Не треба да се подсетува дека станува збор за едно од најважните прашања за македонскиот народ. Станува збор за гласање на кое фалсификувањето на избирачката волја на македонскиот народ ќе значи дефинитивно бришење на идентитетот и вовед во фалсификување на македонската историја, традиција и култура. Џафери и покрај намерата на ВМРО ДПМН испрати известување до ДИК дека Собранието нема да номинира наблюдувачи. Собранието, кој е овластен предлагач и орган кој го отпочна самиот процес на референдумот, вчера со одлуката на Талат Џафери се стави надвор од можноста да врши контрола на законитоста на целиот процес и остави простор за секакви сомнежи нисходот. Ако Џафери и мнозинството не ги интересира ова прашање, тогаш што е нивниот приоритет? Наблюдувачите се гаранција за законитоста на референдумот. Со овој чекор на Џафери се остава огромен сомнеж за намерите на власта да организира законско и демократско референдумско изјаснување. Власта мора да одговори кому му пречи законски референдум без никаква дамка. Зошто не им се дозволува на парламентарните партии преку Собранието да номинираат наблюдувачи? Кој се плаши од наблюдувачите и зошто? Почитувани, ВМРО ДПМН бара од ДИК во најкус можен рок, уште на денешната седница, да изврши измена во правилникот за начинот и постапката за решавање на приговори за референдумот. Бараме со измените да се овозможи наблюдувачите да присуствуваат при целокупниот процес на референдумското изјаснување, вклучително и сумирањето и утврдувањето на резултатите. Очекуваме со измените да се даде можност и запишување на соодветни приговори без ограничувања, кои во моментов ги има согласно со член 4 став 3 од истиот правилник. ВМРО ДПМН инсистира овој предлог да биде усвоен уште на денешната седница на Државната изборна комисија со цел остварување на демократски и слободен процес на изјаснување на референдумот. Власта секојдневно зборува за европски вредносни и принципи, но на дело се однесува крајно недемократски и тоталитарно, без никакво почитување на основните демократски права. Почитувани, во недела не очекува историски ден, ден на кој што македонскиот народ ќе одлучува дали ќе се откаже од сопствениот идентитет, од сето наследство за кое што генерации пред нас ги положувале своите животи. Во недела македонскиот народ ќе одлучува дали името Македонија, традицијата, историјата и културата ќе ги остави нидните генерации или со поддршка на договорот на Заев со еден поттек ќе избрише и ќе се откаже од се што е македонско. Поддршката на договорот е поддршка за амнестија и покривање на криминалите на Заев. Поддршката на договорот е поддршка на капитулантската политика и прифаќање на грчките црвени линии. Никој не му дал право на Заев да се коцка со се што е македонско и да го става како влог македонскиот народ. Ние веруваме во мудроста и достоинството на македонскиот народ и апелираме граѓаните да не потпаѓаат под манипулациите на власта, туку да постапат онака како што мислат дека е најчесно кон нив, кон нивните предци и кон нивните потомци. Веруваме дека граѓаните, за разлика од Заев, не се подготвени да си го продадат достоинството за награда од неколку илјади денари или закана од губење на работното место. Благодарам.